Благодарам подпредседателе, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Предлогот на владата за законот за изменување и дополнување на законот за работни односи по скратена постапка покрена бројни дебати, размислувања и укажувања. Зошто се случи тоа и зошто тие дебати се уште траат и не се завршени во македонското општество? Имено, искажени се големи незадоволства и протести од предлогот, но тоа не допира до власта. Факт е дека владата предлага измени на закон за работни односи кои се противуставни, власта предлага решение кои воопшто не се европски и иако инсистира на постапка и донесување на овој закон со европско знаменце. Се работи за силување на постапката за наметнување на владата врз парламентот и со тоа за рушење на уставниот поредок во државата. Со ставање на парламентот во подредена положба, владата потврдила дека нема чувство за државност и за раководење и надлежност на институциите. Владата на Ковачевски го крие срамниот договор со Бехтел и Енка за коридорите 8 и 10Д и со тоа потврдила дека има криминал и корупција. Граѓаните треба да знаат дека криењето всушност е заради фактот дека се случува кражба во Македонија од страна на носителите на власта. Владата сака со закони да се озакони кражбата, а власта и министрите да не одговарат за крадењето на народните пари. Власта прави огромна штета за која мора да сноси одговорност, односно одредени санкции да има. Повторувам, власта свесно го руши уставниот поредок и воспоставените системски закони во државата. Свесното и неодговорно постапување на власта кое е срамно и неприфатливо е спротивно на интересите на државата и граѓаните кои живеат во Македонија. Дури и Европската унија преку нејзиниот амбасадор укажува дека овој предлог закон, како и другите измени кои ги предлага власта, а се поврзани со изградбата на коридорите 8 и 10Д, немаат врска со европското законодавство и не се врши усогласување со европските стандарди. Владата упорно се тера по своје, иако коридорот 8 се уште не е прогласен за европски, премиерот го прогласува како таков, става европско знаме на законот и свесно и нанесува штета на државата. Со тоа владата го кочи и обструира европскиот пат на Македонија. Оваа влада потврдува дека нема никаков капацитет ниту демократски разбирање на процесите кои се присутни. Власта не ги слуша граѓаните, не го слуша синдикатот, работниците, експертите, науката и никој кој има поинакво мислење од нејзиното. Недемократската и коруптивна влада има само своји лукративни интереси. Власта нема и интерес за промени кои ќе му го подобро животот на граѓаните во Македонија. Јасно е дека власта што не е избрана ниту потврдена од граѓаните на избори, нема легитимитет и се однесува криминално и коруптивно. Почитувани колеги пратеници, како представник на СПМ, укажуваме дека предложените измени на Законот за работни односи, со кои се предлага воведување прековремена работа подолга од досега предвидената, ги отфрламе како срамни прекршување на работничките права и воведување експлоататорски односи спротивни на Уставот. Барањето на владата да се донесе недозволено и противуставно решение е безобразно однесување кое власта без запирање го наметнува во македонскиот парламент. Со непочитување и угнетување на работничките права кои се уставно гарантирани, власта работи против правниот поредок и сопствената држава. СПМ бара да се повлече овој ужасен предлог закон, што е всушност воведување на робовски труд и безгранично експлоатирање, што е незамисливо во 21. век. Тие што го преговарале и прифатиле ваквиот предлог треба да одговарат, односно да се преземат соодветни санкции. Заканите на Артан Груби дека ако не сакат македонските работници да работат со подолго работно време, ќе се увезат работници од странство кои ќе работат на автопатите е воведување на современо робство. Тоа значи враќање на државата 200 години на назад. Никој нормален не би прифатил ваква уцена.
Иако Уставниот суд донесе одлука за траењето на прековремена работа, овие, мислам на владата, не почитуваат ништо и упорно го рушат системот и правата од работни односи. Тие со Законот за работни односи предлагат сурова експлоатација и робовско работење на работниците за градба на овие патишта. Затоа измените на Законот за работни односи се апсурдни и противуставни, зашто Уставниот суд веќе се има произнесено. Градење на патишта без проекти, без траса и неекспроприирано земјиште е истурење без мерка со непредвидени износи, без одредени точни суми. Власта на Ковачевски и Груби случила неесен договор со кој сигурно е само корупцијата, а цените и работите на градбата не се дефинирани. Со ваков договор се прави економско уништување на Македонија, зашто тоа се огромни пари кои нема да може би да се вратат од користењето на автопатиштата. Генерациите што доаѓа ќе ги отпаќат овие скапи средства. Нетранспарентноста на постапката и исклучување на таен договор ги потврдува сериозните сомнежи за криминал затоа што се менуваат системски закони на силеџиски начин. Надзорот го доби фирма која што не се бавела со таа дејност, а заобиколени се врвни специализирани институции кои со години вршеле надзор во градбата на патиштата во Македонија. Власта нема изведбени проекти, нема дефинирана траса, нема студија за финансирање, студија за изградба и работа, ниту студија за оценки и влијанието врз животната средина и за социјалните аспекти, нема студија за водите, за шумите, отпадот при градењето, за користењето на сите ресурси, се што се бара според европската методологија. Исто така владата нема студии, проекти и документи за трошоците кои ќе се направат за финансиските трансакции, за фискалните ризици, за среднорочната фискалната рамка, за капацитетот на буџетот во однос на бруто домашниот производ и макроекономската рамка за идните можности на државата да ги покрие овие издатоци за кои е подпишан таен договор. Се е нејасно освен ово што пред малку го кажа Господаре. За инфраструктурни проекти во Македонија секогаш давале поволни средства Европската банка, исто така и Европската инвестициона банка. Но нивните политики, процедури и документи што ги набројав, а кои секогаш ги барат, се познати и затоа не се споменува дека ќе учествуваат во финансирањето на овие коридори. Парите ќе треба да ги плаќат само граѓаните и компаниите од Македонија, зашто без документи, без процедури, никоја западноевропска финансиска институција не би одобрила кредит. Ова власт ги навредува пратениците, крие од нив факти и го навредува и го поценува не само нас пратениците, туку и народот и неговата интелигенција. Почитувани пратеници, Социјалистичката партија на Македонија, која представувам во ова собрание, повеќе пати укажуваше и повторно кажува дека власта не е легитимна и треба да се оди на итни предвремени парламентарни избори. Само така ќе се спасиме од нелегитимната власт и од министри кои нестручно, криминално и несоветно ги раководат ресорите, а работат само за своји лични интереси. Благодарам. Тука ја прекинувам се